на ножевите. Ова вечер е вечер или на разумот, или на лудилото на еден човек. Ова е школски пример за говор на омраза, искажан преку символика, вели Марина Тунева од Советот за етика на медиумите. Според неа, изразувањето кое предизвикува омраза кон едно или повеќе лица врз основа на нивните лични карактеристики или припадноста на одредена раса, националност, религија, сексуална ориентација, политички ставови и друго представува говор на омраза. Особено тежината е поголема кога говорот на омраза доаѓа од јавни личности, објаснува таа. Е навистина инфламаторен говор, вознемирувачки, кое што ја бранува јавноста и кое што ја подвојува. За едните станува збор за голема неправда, за другите станува збор за преовладување на разумот и се разбира до што може да доведе тоа. Соочување на едните со другите. Во ситуација кога станува збор за јавни личности, представници на институции, некој кој што се кандидира да биде носител на некаква јавна функција, тие апсолутно подлежат на одговорност на јавноста за она што го зборуваат и она што го прават. Со идентичен став е и професорката по комуникациски студии Снежана Трпеска. Таа смета дека конкретниот пример представува екстремен говор на омраза. Иако исказот на носителката на јавна функција, на можне важна институција во нашата држава, која треба да шири толеранција, нели, председателка на Комисијата за верски заедници, иако тој исказ не е директен, значи тој упатува на нешто, употребува зборови кои самите по себе значат закана, да не зборуваме за еден историски контекст во кој некогаш е даден тој исказ. Се многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Државната изборна комисија или да ја признае волјата на народот, или да се соочи со гневот на народот. Исказот е засилен со тоа што е пренесен преку медиум, вели Трпевска и додава. Новинарот не може голо да ги пренесува фактите. Според етичкиот кодекс не смее да зборува со говорот на омраза, што значи дека не смее да го пренесува и туѓиот јазик на омразата. Туку во интерес на јавноста, за да не дојде до нереди и до насилство, мора да го оспори, да го предизвика и да го контекстуализира. Професорката смета дека е погубно кога говорот на омраза доаѓа од медиум. Таков беше случајот со хомофобичниот повик против собирот на ЛГБТ заедницата во кафулето Дамар. На неколку портали осамнаа наслови со навредлива содржина. Без оглед што е тој портал, значи тие порталите не се предмет на медиумското законодавство, но тие се предмет исто така на кривичното законодавство. Така што било кој поединец, вклучувајќи и новинар, ако даде таква експлицитна изјава со која се повикува на насилство и која може да доведе до насилство, може да подлежи на кривична санкција. Доколку институциите не ги санкционираат ваквите искази со говор на омраза, тоа може да доведе до реплицирање и поддржување на ваквите појави. Децидна е Трпевска. Според неа, несанкционирањето на насилниците значи нивна премолчена поддршка. Со исто гледиште и комуникологот Сефер Тахири. Тоа што се случи во 27 април, мислам дека во секој случај, освен што е политичка пресметка, мислам дека повеќе е медиумска пресметка, повеќе е резултат на тоа како медиумите се однесува некритички кон говорот на омразата. Тој ги посочи случаите каде медиумите користеа наслови кои потикнуваа говор на омраза по етничка основа. Например, албанци натепаа македонци или обратно. Ваквите наслови, според него, ги подгреваа меѓуетничките тензии, а за него еклатантен пример беше случајот со кавгата на двајца млади во Ѓорче Петров за велосипед. А приказната во медиумите беше прикажана како меѓуетничка. За жал, големи професионалци паднаа на тој испит, вели тој. Етничката припадност за одреден човек кој што е криминалец, мислам дека не е важна. Во кодексот на новинарите стои: новинарот нема да говори со јазикот на омразата и нема да потикнува на насилство и на дискриминација по која била основа. Говорот на омраза може да се сретне и на други аудиовизуелни содржини, како графити, флаери, постери со навредлива содржина или чинот на палење на знаме на одредена држава и исто така говор на омраза. Кривичниот законник преку членот 417 во делот за расна и друга дискриминација го уредува ова кривично дело.
Говорот на омраза во медиумите може да се пријави во Советот на етика, Народниот правобранител, во Министерството за внатрешни работи, а постапки против сторителите може да покрене обвинителството, Комисијата за заштита од дискриминација и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.